јас сум Стефче. Добре ни дојдовте во новото издание на подкастот XYZ, кој што е дел од проектот XYZ Зелени амбасадори, финансиран од Европската Унија, кофинансиран проект во реализација на Фондацијата Импактнет. Зошто XYZ? Тоа се основите кои што ги поставија младите, кои што ќе ги видите и во отворено друштво со своите прашања, каде што X во формулата од Ајнштајн, нели, зборува за она што тие најчесто ги добиваат како збунки, како збунување и за кое што бараат одговори на прашањата. Y е она што ги интересира и за кое што бараме информација од нашите гости, и Z е предизвикот за мотивација и дејство со кој што сакаме да го доближиме Зелениот договор на Европската Унија и агентата за Западен Балкан се поблиску, со појасни информации до сите вас. Останете со нас, ви најавувам навистина интересно интервју со личност која што е вклучена од самите почетоци на зеленото движење, зелената револуција и во нашата држава и во борбата нашето општество да постане зелено. Останете со нас, заследете на нашите социјални медиуми, нашите социјални канали, слушајте Импакт Радио, кој што како плеер можете да го најдете на нашата страница impact_press.com. Затоа што тоа е радио без политика, без вести, без црна хроника, имате само 24/7 музика. Проследете го овој подкаст и ги очекувам вашите коментари. Во последните години, Зелениот договор на Европската Унија е во центарот на вниманието, како главен стратегиски план во борбата против заштита на климатските промени и животната средина. Но додека владите и институциите се во клучна улога за имплементација на овој план, граѓанските активисти допринесуваат за негова успешност. Граѓанските активисти се срцето и душата кон промена кон зеленото општество. Тие се посветени на промена, работејќи со заедниците и подигнувајќи свест за важност на животната средина. Дивната преданост и ангажираност се критични за успешноста на Зелениот договор. Преку различни активности, граѓанските активисти посакуваат Зелениот договор да биде реалност. Тие ги поттикнуваат граѓаните и лидерите да действуваат и ги креираат условите за развој на зелени практики. Зелениот договор е наша визија за подобра, подржлива и зелена иднина. Граѓанските активисти се наши чувари на оваа визија, нашите предводници кон зелениот свет, кој го мечтаеме. Со нивна ангажираност и непрекината борба можеме да создадеме општество кое го штити нашето природно богатство и осигурува благосостојба за сите нови жители. Не спои борбата против загадувачот кој што го труеше нашиот град повеќе од 50 на години, но потоа продолживме во низа активности во промоција на зелените вредности и драго ми е што денес имаме за гостинка. Добре ни дојдовте во нашето студио, господја Лилијана Поповска, ранешен пратеник, но сега борец за здравата животна средина, против загадувачите. Ви има во низа активности кои што покажуваат дека вие не сте човек кој што едноставно се пензионирал со својата кариера, туку напротив уште поактивно продолжувате сега и со многу поголемо темпо, би рекол. Добре најдов, задоволство ми е секогаш со колеги активисти да се сретнам, да поразговараме на овие теми. Па видете, пензионирањето е една фаза од животот, така, до пензијата имаш едни активности, после тоа почнуваат други активности, меѓутоа мислам дека човек со пензионирањето не треба да престане да биде она што е. Мене ми е зелената опција природна состојба, природна кожа, така би рекла, така што јас не можам друго да правам освен да се интересирам и онаму каде што можам да помогнам во овие борби, бидејќи еколошките борби се големи и не завршуваат. Знаете, тие не знаат за пензионирање. Ниту големите бизниси знаат за пензионирање, ниту пак големите загадувачи. Така што борбата за здрава животна средина е постојана и ако некогаш сум се борела како млад човек за својата младост и младоста на моите врсници, сега се борам за младоста на децата. Така, за здравието на децата. Ве знаеме како пратеник, вкупно мислам 3-4 мандати вкупно беа. Доста беше. Бевте и председател на собранието? Подпредседател на собранието. Првата подпредседателка во Независна Македонија, да.
Така од 2002 и до навистина е 2004, чест да се има личност како вас за соговорник, затоа што верувам дека имаме многу да разговараме, но ќе се обидеме во еден концизен период на овој подкаст да поразговараме за сето што се случува, актуелностите. Ве гледам активни сте исто доста на протестите против рударското лоби. Може Да, би секогаш. тоа е една голема опасност што се случува во еден од најплодоносните региони во Македонија. Токму така. Така кој што демне со опасност да го загади она органско производство на храна, на И овоше нормален зеленче. живот, и нормален Така. живот на луѓето. Што се случувањата, што се постапките таму? Се уште инвеститорот настојува да ги отвори тие рудници? Каква е поддршката и од локалното население или локалните власти? Борбата со опасните рудници трае и понатаму и ќе трае се до оној момент додека се чувствува загроза од отворење таму каде што не им е местото. А тоа значи во дворовите на луѓето, покрај водите, покрај реките, во заштитени подрачја, секаде каде што му штети на здравието на луѓето, на биодиверзитетот и на животната средина. Рудниците се една посебна тешка приказка за Македонија и треба многу сериозно да се свати. Се лаже секој оној кој што мисли дека јас сум далеко од рудник, не е ова во мојот двор, не е во моето село, во мојот град, нека му мислат тие таму. Не. Македонија е релативно мала земја. И премала е, јас стално велам, за големите апетити на рударскиот бизнис. Затоа што да се отвори рудник, посебно површински рудник, какви што се обидуваат да отворат за злато, наводно или за бакар или за некои други метали, за металични суровини, површински рудник е извонредно сериозна и може да биде опасна работа, затоа што производството на тие металични продукти бара лужење и екстракција на металите од руда преку процеси кои што се одвиваат на отворено, во огромни копови, полни со субстанца преку која што ќе може да се да се преработи и да се екстрахира металот. Тоа се во едни случаи се цианидни раствори, во други случаи се раствори со сулфурна киселина, но и во едниот и во другиот случај се работи за хидројаловишта кои што се дупки во земјата, во планините. И тие природно дека влегуваат надолу, вие какви сакате да ставите преградни платна, ќе си најде течноста, си наоѓа пат како да продре. Но јас велам тоа не е садење цвеќиња индустрија, туку е тешка индустрија. Тоа е тешка загадувачка индустрија, таа е дефинитивно најзагадувачката индустрија од сите и во такви едни ситуации треба навистина да се знае дека тие такви рудници мора да бидат сериозно изолирани од било какво населено место, од било какво поле каде што се произведува храна или друго, од било какви води и од било какви места каде што може да ја загрозат животната средина. А Македонија, со оглед на незината карпеста, планинска структура, со оглед на хидролошката мрежа, која што е многу богата и ние сме благословени, така да речем, што ја имаме таа богата хидролошка мрежа во Македонија и питка вода и така натаму, ние немаме место, простор за тампон зони. Па да речеме, овдека се наоѓа рудникот, па имаме тампон зона, каде што нема ништо, каде што е празно, е пустина некоја, па потоа има населени места, ниви, заштитени подрачја и така натаму. Не, кај нас е се на купче, на едно место. Па имаме населените места, како Македонска Каменица, Пробишти, кои што се изградени поради тој рудник, што постоелно... Меѓутоа имаме и места како Берово, како Делчево, како Кочани, кои што се места каде што има и богат туристички живот, каде што има и производство на храна и таму едноставно не можете вие да си дозволите веднаш тука на 500 метри или на 1 километар да поставите рудник. Значи, друг е случајот со огромни држави, како една Монголија, да речеме, каде што има празни подрачја, степи, пустини и има простор каде е рудникот, меѓутоа дури таму некаде далеку ќе бидат населените места и не си влијаат директно.
Македонија го нема тој луксус. Но и ресурсите не се преобемни, може би да Во никој обезбедат случај. некои, не знам, Во 50-100 никој години случај. ископување. Не, ние имаме релативно сиромашни руди, кои што треба многу лужење за малку да се извлече, што значи многу загадување за релативно малку да се извлече метал, а од друга страна, при сето тоа многу ќе се загади. И така погледнато, затоа и се прават, нели, за некои од овие металични суровини кои што во некои земји можеби ги има и како подземни руди, кај нас се на површината, веќе и од површинските рудници се најзагадувачката индустрија. Тука најголем е обемот на загадување, каде што просто се префрлаат производството од едно во друго езеро на хидројаловиштето. И за мал профит на малкумина може би треба да настрада долгорочно целата природа. И онаа ваша поента дека не се богати рудите за не знам колку години, секој еден ваков рудник треба да се знае дека се планира за некои 30 години од прилика, 20 до 30 години максимум. Така што, што потоа? Што потоа? Остануваат сите тие полни езера со цијаниди или сулфурна киселина или што и да е, кои што остануваат постепено да се вовлекуваат во земјата, во околината и нема начин како ти да го сузбиеш тоа. Затоа, значи, да сумирам, рудници во Македонија, нови рудници, јас не гледам каде би можеле да се отворат, а да не им наштетат на луѓето, на природата, на живите суштества. Затоа дефинитивно треба да знаеме дека немаме простор. Не вреди за одреден профит на малкумина. Не само што да не вреди, не смее. И од овие причини, преку Зелен институт, каде што, нели, сум активист, кај што действувам во последниве години, се договоривме заедно со други колеги активисти од Стигаe, Сдруженијата, од Новосело, Струмица и Босилово, исто така од Зелените од Газибаба и од Гевгелија, од иницијативата од Гевгелија на Ангел Наков. Значи, бевме иницијатори на еден проглас, едно обраќање до нашите институции за гарантирање на еколошките параметри во рударската стратегија која што се спрема, која што е во фаза на донесување, а која што ќе важи за следните 20 години, од 2025 до 2045 година. Можете да замислите колку е тоа важен документ за многу важен период, за многу важна тешко загадувачка индустрија. И имавме можност да присуствуваме. Во Ману имаше расправа на оваа тема, бидејќи тимот на Ману беше изработувач на оваа стратегија и по нарачка на Министерството за економија и на владата. И добро е што се прави стратегија, но ќе очекуваме сите како активисти во таа стратегија јасно да се запазат еколошките критериуми, дека рудник може да има исклучиво под многу рестриктивни околности онаму каде што не ги загадува луѓето и околината. Според моје лично видување, јас не гледам таков нов простор во Македонија каде што би можело да се отвори. Како искусен политичар, како гледате на сегашната гарнитура на политичари? Затоа што кога согледувам одредени дебати или некои интереси кои што ги застапуваат, како некој да сака да разбуди некои зли духови, па се дискутираете не само за рудниците, да се отвараат како можност за профит, туку и за некои нуклеарни централи, некои такви проекти што мислам дека за нас е можеби научна фантастика или треба да остане далеку. Тоа е луда работа, треба да остане далеку, затоа што никој не размислува дека и нуклеарните централи, како и руднициве што спомнав, и тие не се нешто што ќе трае вечно. И тие се отвораат за некој рок на траење од 30 години. 30 години ја употребуваш и потоа треба да ја пломбираш со сиот тој огромен потенцијал и нуклеарен отпад што се создал во меѓувреме
и сето она што е остаток од нуклеарната централа треба да се пломбира и да остане за навек во природата. Токму поради тоа што порано се мислело дека ако се закопаат длабоко во земјата вакви нуклеарни отпади, дека е тоа безбедно, токму на таков начин во Германија да речеме, е откриено дека во одредени делови на Германија, каде што има многу длабоки рудници, какви што ние и немаме таква конфигурација ни на земјиштето, ни такви наоѓалишта, значи во извонредно длабоки рудници се ги оставале овие нуклеарни отпади, меѓутоа се забележало дека населението во околината, горе на земјата, на површината на земјата, почнувало интензивно да се разболува од сериозни болести. Правејќи истражувања е дојдено до заклучок дека практично протекол нуклеарниот отпад. Едноставно не можеш ти да го затвориш доволно колку е пробивен и колку наоѓа начини да продре. И тоа беше и причина што пред пар десетина години се разви зеленото движење во Германија, пред 40 години конкретно, значи, и затоа и Германската зелена партија се смета за мајка на зелените партии. Од таму најјако било и движењето првин активистичко, кое што потоа прераснало во политичка партија, и токму е почнато од антинуклеарната борба. Затоа што првите активисти се бореле против нуклеарните рудници. Па и филмови добиваат Оскари, што се вели, гледаме од поново време, нели, каде што се истакнува или самиот автор на атомската бомба. Тоа е веќе многу да. Прашање опасен момент. Тоа се многу теми, да не ги прескокаме, сериозни теми, тоа е веќе воена индустрија, да не одиме натаму, тоа е друга тема, да се задржиме само на еколошкиве аспекти, и за тоа има многу што да се каже, не ми е омилена тема, дефинитивно јас сум Ваши блиски соработници беа можеби едни од најдобро признатите инспектори во инспекторатот на град Скопје на државно ниво, кои што успеа да ги раздвижат тогаш работите во поглед на контрола на загадувачите, така пронаоѓање на загадувачите, но некако после тоа е некако замрена целата работа. Или според вас, кога ќе излезе одреден инспектор на терен, каде се големите кочници за да се откријат, да се потврдат, дали е недостаток на легислатива, дали е затвореност на институции во одредени периоди? Не е проблем легислативата ја имаме сега со законот за инспекцијски надзор во животната средина, кој што се донесе пред 3 години, ако не се лажам. Тука имавте голем удел и вие со ваши соработници доста на раздвижување. Зелениот институт беше вклучен во тој период во Алијансата Разбистри се, што иницираше и организираше Институтот за комуникацијски студии во рамките на еден британски проект, и тогаш се здруживме граѓански активисти од цела Македонија. Беше едно навистина извонредно интензивно работење на повеќе закони, меѓу кои овој што го спомнав, закон за инспекцијски надзор во животна средина, но исто така законот за минерални суровини, законот за води. Законот за минерални суровини се донесе, успеавме да спречиме тогаш носење на поразителен, опасен закон за минерални суровини, измени на претходниот практично, каде што се беше планирано да се поништат сите оние борби кои што и јас лично сум ги правела заедно и со други колеги активисти од ова движење, каде што, да речеме, лично имам поднесено измена на законот за минерални суровини со забрана за употреба на цијаниди и сулфурна киселина во сите овие отворени рудници. Тоа беше извонредно важна промена на законот и беше донесено по многу долги борби, обструкции од бизнис секторот рударски и од колегите во парламентот, по целогодишна обструкција практично на кворумот. Се одеднаш кога ќе дојдеше законот на дневен ред, кворумот испаруваше, дел од пратениците ги снемуваше, излегуваа од салата и тој закон не можеше да се донесе, така што во многу специфични услови
со големи жртви се донесе тој закон. Но со овој нов закон пред 2-3 години се направи обид преку Министерството за економија да се поништат тие придобивки еколошки во овој закон за минерални суровини и да се овозможи многу лесно добивање концесии за многу кратко време, без контрола, без транспарентна постапка од страна на без контрола од граѓаните и од други институции, и тоа беше практично беа измени во полза на големиот бизнис, а на штета на граѓаните и на државата и на животната средина. И затоа, значи, дигнавме рачна, сите заедно во таа коалиција разбистри се, ја алармиравме јавноста и побаравме од владата, од Министерството за економија да го сопре тој закон и влегоа тие го прифатија тоа. Понекогаш, знаете, помагаат и некои проекти кои што се поддржани од донатори од надвор. Ова беше, реков, британски проект на ИКС, и на некој начин можеби во Министерството им дојде непријатно, неудобно, дека се откри намерата што да се прави, нели, како да се наштети еколошки, па се влегоа во преговори со граѓанскиве активисти, и јас бев дел од тој преговарачки тим, каде што член по член менувавме, работевме подолг период на тоа и успеавме да се направи уште една фаза, еднофазно подобрување на тој закон за минерални суровини. Значи, првото подобрување беше 2019 година, второто подобрување беше 2022, ако не се лажам. Сега, во таа низа на подобрување на закони беше и овој закон за инспекцијски надзор во животна средина, што го спомнав, кој што беше одамна работен, па заборавен, па останат во некоја фиока, и тогаш многу помогна што директорка на Државниот инспекторат за животна средина беше, што спомнавте вие, нели, алудирате на неа, госпоѓата Ана Петровска. Но и Миро тука знам инспектор. Претходно беше Мирослав Богдановски, кој што исто така беше извонреден, и со незина соработка, значи со незина отвореност на институцијата што ја водеше кон граѓанските активисти и кон експертите од областа, практично се донесе тој закон. На крај делче не сакаа да ни прифатат во Министерството за животна средина, меѓутоа, да речам, 98% е тоа одличен закон, значи законска регулатива има. А да ви доодговорам на прашањето за дека имало во одредени периоди одлични раководители на инспекторатот, Државниот инспекторат за животна средина, значи... Затоа што овие луѓе што ги споменавме, како да ја отвори институцијата и добија дури јавна многу голема поддршка од граѓаните, од меѓународната заедница. А и граѓаните дознаа всушност дека постои таква една институција, такво тело, и дознаа кои се надлежностите. И откако Мирослав Богдановски во еден релативно краток период од некои 7 месеци буквално блесна како еден доблесен екологист во институција, и каде што одигра многу важна улога, на рудниците сме цело време на оваа трага да одим разговорот, меѓутоа е многу значајна, и откако даде многу важен придонес во борбата против опасните рудници, затоа што тој отиде на терен, направи увид, направи и снимки и докажа дека Казандол, тогаш беше борбата прво за Казандол, потоа и за Иловица, направи снимки каде што се утврди дека Казандол, рудникот, практично нема абер од поставување опрема, а беа изминати роковите, мислам дека беа некои 2 години од подпишување на концесија, во кое што требаше веќе да биде поставена опремата и 50% од производството започнато. И врз база на тоа, всушност, на неговиот доказ, можеше владата, на барање на сите нас, и тогаш како пратеничка јас, со други колеги пратеници и граѓанските активисти надвор од парламентот, кои што баравме да се почитуваат законите и да се спречи можно загадување на таа прекрасна Валандовска долина, и тогаш го исползува овој момент за да може да се прекинем сосем легитимно концесијата. Но, што беше интересно, на разговор во влада, каде што бевме повикани дел од пратеници кои што, нели, стоевме на овие позиции,
Исто ги повикав и колегите од граѓанскиот сектор да бидат сведоци на таа дебата, заедно во присуство и на представници од тогашната влада. Беше и Мирослав Богдановски како директор на инспекторатот и кога се дискутираше зошто владата може и треба тоа да ја прекине концесијата, излезе друг инспектор, директор на друг инспекторат, на технички инспекторат, кој што тврдеше дека нема основа за раскинување на договорот и концесијата, затоа што се е исполнето, поставени се веќе опремата и почнато е 50% од производството. Бил тој на увид и докажал. И во тој момент директоров Мирослав ги вади сликите и ги покажува пред сите. Повелете да видите каква е состојбата на тој и тој ден. Еве го, сликано е од официјален инспектор и фактите ја потврдија, така што се покажа што значи чесен човек во инспекторат, во такво деликатно тело и нечесен човек во друго тело. Но разврската од ова е многу горчлива. Затоа што го направи чесниот човек, потоа поради политички причини од страна на појак партнер во коалицијата, беше разрешен од функцијата. Како награда, така. Како награда. Тој што очигледно од коруптивни причини лажна изјава давал, остана директор на техничкиот инспекторат, а на местото на инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина, дојде кадар од коалициониот партнер кој што бараше да се смени чесниот инспектор, односно директор на инспекторат, и тој кадар во рок од некои, не знам дали имаше 2 години, веројатно имаше, беше директор од прилика, направи хаос и на крај, кога го сменија, кога најавија дека ќе треба да го сменуваат затоа што имаше повеќе хаварии еколошки на кои што не реагираше, очигледно не си ја работел работата како што треба, пред да замине, тој што се случи? Државниот инспекторат за животна средина изгоре. Му се случи пожар. Случајно така, случајен пожар. И потоа, кога дојде Ана Петровска, повторно кадар исто беше од дом, како и Мирослав, така и Ана, двајцата беа подпредседатели патем на партијата, и кога дојде она како кадар, она дојде во една дупка од институција. Без никаков материјал останат, Документација, никаква докази. документација, ни хартија, ни електронска. Так. Ништо. Еден- И почна од нула и во следната година и пол или колку беше од прилика, повторно ја издигна институцијата и покажа како треба да се работи доблесно, честно, отворено, и тогаш почна уште поинтензивно, имаше малку повеќе време од предходниот, да се воспостават цели мрежи активистички кои што на дневна основа реагираа и соработуваа со инспекторатот и укажуваа на проблемите на кои што после соодветно се Еден реагираше. успешен закон. Но и таа беше така? исто за награда од на чудесен начин, би рекла, исто така сменета, наградена за тој извонреден труд и работа, исто така беше сменета. Јас веќе не бев во партијата. Тоа е доказ дека се уште ни за и политички функционирања треба да се променат, така и да обезбедат заштита на... И треба честните луѓе, прво, на Така, секоја на луѓето институција кои и ще треба вршат честен својата човек. работа. И да е еколошка, и да не е еколошка институција. А пак на еколошките институции треба па најчестните да им ги дадеш. Зашто? Тоа е за нашето здравје, за нашата иднина, за нашето нормално живење. Так, еден успешен закон кој што го имавте излобирано беше законот за урбаното зеленило, кој што овозможува, нели, на една градежна парцела 20% да загарантирано мора да има зелена површина, но зелена површина која што значи садење дрвја, не трева декоративна. Да. Така да не беше и таа борба лесна, верувам. Не беше, тоа беше борба од 7 години. 7 години траеше таа борба. Борба со урбана мафија едноставно, И со врските, јаки врски во политички кругови. Затоа што ако си еден пратеник, како што бе во тие 7 години, практично ти можеш да го предложиш законот, можеш да го лобираш, може да ја анимираш целата јавност,
да добиеш поддршка од јавноста, од граѓанските активисти, меѓутоа на крајот гласаат луѓе, колеги твои во парламентот. Значи тебе ти треба 61 пратеник присутни и мнозинство од тие присутни кои што ќе го изгласаат законот. Така што 7 години траеше борбата за законот за урбано зеленило и ја сметам за еден од најзначајните закони кои што е донесен од страна на екологисти поднесен, значи и поминат низ севозможни расправи токму со екологисти и експерти и активисти теренци. И тој закон стави една рамка, конечно, каде што се кажа дека зеленилото е вредност, дека зеленилото дава екосистемски услуги, дека зеленилото е значајно, важно за нас и мора така да се третира во урбанизмот. Практично се обидовме да се вратиме назад пред оваа ера на едно дивење, еден период на тотално див урбанизам, затоа што да не заборавиме во поранешната Југославија имаше многу здрави, јаки, нормални правила урбанистички. Она што му се случува сега на Скопје, некоја дехуманизација на просторот, се окупира секој градежна парцела или од секоја парцела така на зеленилото се настојува некако. Малку умина се луѓето кои што некако се борат да направат нов парк. Каква е сега ситуацијата на терен? Дали нештото се променети? Малку биве коригирала. Ситуацијата беше ужасна, е ужасна се уште, нели? Меѓутоа има промени некои, има промени на последниве локални избори. Мислам дека толку многу стана гласна екологијата, толку многу беа гласни и граѓанските активисти кои што масовно се појавија со граѓански листи. Во 33 општини од вкупно 80 плюс Скопје имаше независни листи, од кои најголем дел беа еколошки листи на граѓански активисти. И екологијата, велам, стана толку гласна што се случи интересен феномен. Не само што беа избрани огромен број независни советници, 65.000 гласови се дадени заедно со Скопје за независни листи, тоа е 6,7% и 67 советници се избрани на овие листи. Значи, не само што тие се внатре бурно се борат и бучно се борат така како што треба во советите локални, туку и другите и големите партии мора во своите програми да внесат зелен момент. Моменти многу. Так. И сите ветија од ред паркови. Тоа беше прв пат да се случи на локални избори, наместо да се ветуваат градби, да се ветуваат улици и патишта, што исто така се потребни, нели? Мора да се обновуваат и да се ревитализираат и да се прават онаму кој што ги нема. Меѓутоа, обично само се ветуваше градење. Овој пат прв пат беше да се ветува градење паркови. Необично, нели звучи, меѓутоа правење како да се паркови. пробуди некоја свесност и кај политичките партии? Може би, дали се пробуди свесност или би била ја спореалистична, се пробуди моментот на рационалност, сватија дека на граѓаните им требаат паркови, им треба екологијата и сакајќи да придобијат гласови, го ветуваат тоа. Сега, кога веќе го ветија, оние што се сериозни, тоа и го исполнуваат. Затоа јас забележувам, многу го следам овој момент, бидејќи покрај рудниците, што ми се една од темите многу болни и многу сериозни, друга тема ми е зеленилото. Така што ги следам, значи, што прават локалнава самоуправа, што прават избраниве градоначалници и советници, значи, во голем број општини почнаа во Скопје посебно да се прават паркови. Так. И тоа е нешто ново. Тоа е нешто ново кое што ние децении наназад го немавме. Имаше буквално еден прекин, само се одземаше и парковите се претвораа во бетон. Сега има, ама со многу помала брзина и помал обем, ама има еден процес назад, но тоа не е доволно. Многу позитивен е, да речеме, моментот што се случи во Кисела Вода општината со расадник. Тоа е огромна површина која што требаше некако да се урбанистички да се уреди со детален урбанистички план и за тоа градоначалникот, бидејќи имаше ветено
на изборите, си додржал на зборот и распишал конкурс, меѓународен конкурс, каде што се пријавија разни стручњаци, па имаше... Да има нов парк, така во тој дел. Да има не само нов парк, комплетно урбанистичко решение по мерка на граѓаните. Значи, може и треба и мора вака да се работи за зеленилото и не само за зеленилото, за хуманизација на општините, на градовите, на селата, на секое катче од оваа наша убава Македонија. Така, имаме уште многу за разговори и теми, но би сакал да ги вклучим и младите XYZ генерации што ги велиме, и ти имаат прашања до вас, одиме со рубриката Отворено друштво. Здраво, јас сум Марко. И вие како поранешен политичар би можеле да ни кажете доколку некоја млада личност сака да се вклучи во политиката, колку таа може биде опасна за него, а и кои се можностите кои може таа да придонесе кон општеството, кон развиток на општеството? Одлично прашање. Прво би сугерирала никогаш да не дозволи млад човек и било кој човек да стане бот. Да стане бот на социјални медиуми или да биде злоупотребен од политичка партија. Треба да си го задржи својот став, своето мислење и да не се согласува со сите околу него и сам да остане со своето мислење, треба да си го чува, да си го брани и да дебатира, да научи со аргументи да се избори за својот став. Па ако во моментот нема доволно поддржувачи, во некоја друга ситуација повторно да проба да издействува, да биде поубедлив со нови аргументи, но ако цврсто верува во нешто дека е важно, јас сум сигурна дека може да го докаже и може да добие поддршка. А инаку како може да придонесе? Може да придонесе со активизам, секако се придонесува и во партија и надвор од партија. Зависи кој како ќе избере. Знаете, во партија можеби е полесно да најдеш истомисленици за некои борби, зборуваме за еколошки борби, значи каде што полесно може да се организираат луѓе и полесно може да се формира критична маса за влијание. Затоа што во граѓанските организации, во граѓанскиот сектор, тоа се сепак помали структури, каде што треба многу такви структури да се здружат за да се постигне критична маса за притисок, за општествен притисок и за влијание врз јавните политики. А ако си во политика, тогаш можеш полесно да ја постигнеш критичната маса за влијание врз јавните политики и полесно да реализираш нешто што сметаш дека е важно за тебе, за твоите сограѓани, за државата. Благодарам. Благодарам јас. Вие како поранешен политичар со долгогодишно искуство, што си помислувате кога ќе видите дека некој политичар за своја лична придобивка гласа за некој закон кој што од авион се гледа дека тоа може да наштети на животната средина па и на нас луѓето, за нашето здравје? Ова е исто така одлично прашање. Не знам што си помислувам, ми е криво, ми е жал. Јас сум била, како да речам, во ситуација кога безброј пати сум гласала различно од она што било договорено или што било посакувано во коалиција. Обично сум кажувала зашто сум против, зашто се согласувам, зашто не. И обично и во сама при правење коалиција, при договарање, однапред сме ги поставувале позициите така дека јас како пратеничка во коалиција не сум обврзана да гласам за се и дека ќе си го зачувам своето мислење, кое што ќе биде во склад со моите лични убедувања, со ставовите или програмата на мојата партија и така натаму. Така што имало безброј ситуации каде што не сум гласала заедно со коалицијата и мислам дека ако сум можела јас тоа да го направам, а каде што да речам позицијата на целата партија зависела од тој еден пратеник и од тоа едно гласање, мислам дека секако треба и препорачувам тоа да го прават и пратеници во побројни пратенички групи, затоа што нема да пропадне нивната партија од различно гласање на еден или
не знам колку пратеници, меѓутоа може само да придонесат ако имаат информации и ако се убедени дека тоа што им се бара да се гласа не е добро. Така што треба да се биде колку што е можно повеќе свој, не е лесно, има големи притисоци, меѓутоа треба да се инсистира на задржување на свој став. Спомнав пред малку на прашањето на Стефче, да речеме, има ситуации каде што некогаш не ти се гласа, некогаш и во коалицијата, како да речем, ти враќа на друг начин. Може би за некои мои негласања, па ми било вратено со тоа што не ми гласале пак мој предлог на закон. Еден таков бил, да речеме, законот за минерални суровини во 19-та година. Кога целата предходна година, 18-та, ја поминавме со лобирање, со договарање, усогласување со невладините организации, со експерти, со се, спремен закон со големи дебати, јавни дебати во собрание, каде што беа дојдени и луѓе од екологисти, но и луѓе од рударскиот бизнис, и каде што ги одбранивме нашите ставови и докажавме дека дефинитивно цијанидите и сулфурната киселина мора да бидат забранети во рудници во Македонија, затоа што ќе направат сериозни еколошки хавари и катастрофи. И по едно такво целосно согласување, каде што формално и коалицијата на која што тогаш и припаѓав беше за овие закони, каде што ми се придружија и други колеги од различни партии во барањето. По сето тоа се случуваше кога ќе дојде момент на гласање, дел од колегите од парламентот да излезат за да не може да се изгласа законот, за да нема кворум. Така што како да ви кажам, комплицирани се понекогаш тие состојби во парламентот, меѓутоа тоа не треба да те поколеба да инсистираш да гласаш секогаш за она што си сигурен дека е добро за здравието, за животната средина. Барем тоа е нешто што каде што нема дилеми, не можеш да речеш па не знам јас дали ова ќе биде штетно или не ќе биде штетно. Штетно е, цијаниди се цијаниди. Нема што тука. Ако гледаш дека се бара во урбанизмот да се внесат некои критериуми кои што ќе значат повеќе бетонизација, писмен си, читаш, ќе заклучиш дека е штетно. Многу илустративен пример и со Велес, со топилницата. Владата имаше намера во 2011 година да ја рестартира, меѓутоа како екологист, како инженер-технолог, впрочем, јас првен имам работено и во Алкалуит како инженер-технолог, јас знаев што значи топилница која што е претворена во куп старо железо, дека таа ќе загадува страотно, уште повеќе отколку што загадувала претходно и направила ршум со генерации, имаше заболени луѓе во Велес и малформации кај мали деца, токму поради топилницата. И затоа не можев на крај памет да помислам да поддржам таков рестарт, независно што беше донесена владина одлука и што јас бев во коалиција. Така што застанавме, значи, рамо до рамо со екологистите, со Зелената коалиција во Велес. Официјално придовме, влеговме, имаше отворен повик кој сака да се придружи и од партии, и надвор од партии, и се боревме, се додека не се донесе одлука владина да се сопре рестартот на топилница, да се поништи таа одлука практично. А подоцна имаше и борби и за активистот Игор Смилев, кој што пак се обидоа да го казнуваат за неговиот активизам, па протестиравме исто така против таа неправедна тужба и така натаму и така натаму. Значи, независно дали си во коалиција или не си, дали си дел од некоја партија, па некој те тера некако да гласаш, ако си убеден дека е тоа штетно за здравието, за животната средина, доблесно е, нормално е, јас би рекла, да гласаш онака како што ти налага совеста. Инаку, 2011 година всушност се случи еколошката револуција прва во Македонија. Токму овдека во Велес, околу борбата за топилницата, затоа што на крајот, како што се сеќаваш, луѓе од сите можни партии, надвор од партии, застанавме и заедно, носевме платното
со кое што кажувавме дека не сме да се работи повторно топилницата. Така што на крајот цел град излезе заедно да протестира и тоа беше затоа голема еколошка победа. Победа на екологијата практично и на правдата, јас би рекла, што е исто така важно, затоа што екологијата, борбата за екологија секогаш јас ја гледам поврзана и со правдата, затоа што праведно е да човек да има можност за здрав живот. Праведно е државата да му и општината, локалната власт да му овозможи здрав живот на човек. Тоа е негово право, уставно загарантирано право за здрава животна средина имаме. И тоа треба секогаш да го имаме на ум. Затоа кога се бориш за екологија, тоа е една навистина многу праведна и возвишена борба. Така што вреди таа борба. И во партија, и надвор од партија, каде и да си. Екологијата е голема и сериозна тема. Благодарам многу што го одговоривте моето прашање. Благодарам за прашањето. Еве сме назад во форум Импак, го продолжувам разговорот. Убаво е да се види од некаде ќе ископаат интересни прашања младите генерации, добро е што ги имаат, така да не поттикнат, плюс да размислуваме така. И верувам дека и вашето богато искуство вреди како инспирација за тие нови генерации што доаѓаат. Она што би сакала да прашам во поглед на, бидејќи ние сме како промотори, исто како зелени амбасадори со младите, на зелениот договор на Европската Унија и агендата за Западен Балкан, но би рекол дека вие сепак имавте и 4 пати чинам искуство и ваше учество во глобалната конференција за климатски промени или КОП позната, со низа светски лидери, низа светски или граѓански активисти од целиот свет. Кој е значењето, еве, како го оцелите КОП, неговото влијание, одлуките кои што произлегуваат таму, насоките кои што се случуваат, затоа што прен се собираат светски лидери, па со граѓански активисти. Има ли голем импакт целата таа конференција? Таа имаше голем импакт, но мислам дека последниве два КОПа некако како да подзастана затоа што некои геостратешки интереси и приказни станаа поважни од екологијата. Па малку како да е тапкање во место, би рекла. Меѓутоа, КОП е климатски самит на сите оние луѓе кои што сметаат дека климата е важно прашање, кои што разбираат дека климата и климатските промени се важно прашање и сериозно прашање со кое што треба сите да се занимаваме. И таа потекна, КОП како институција потекна практично мобилизирање на целата светска заедница за да се бориме против климатските промени. Јас ја имав можност таму да учествувам како член на официјална делегација на една организација од Оксфорд, тоа е Green Economics Institute, која што е еден од официјалните граѓански организации кои што се вршат мониторинг над КОП. И тоа е многу искусна организација која што собира многу познати научници од цел свет и активисти исто така зелени. И последниве 2 години можев и да водам одредени сесии на оваа организација при представувањето на овие собири, така што успеавме да убедиме одредени структури за поместување на некои формулации во оние крајни заклучоци. Затоа што значењето на невладините организации кога одат на КОП е да лобираат, да ги следат сите званични документи и собири и да лобираат за подобрување, за екологизирање практично на крајните завршни изјави кои што ќе бидат усвоени. Да си немаме илузии, тоа не значи дека само од нас зависи како екологисти што ќе се заклучи, меѓутоа затоа што пред се тука се државите кои што решаваат со сета силна лобистичка сила на индустриите кои што се загадувачки, меѓутоа сепак без присуство на екологистите на КОП едноставно заклучоците би биле сосем поинакви. Така што ние сме она watch dogs што го викаат, значи наблюдувачи, жестоки борци
за секое запирче, за секое зборче, за секоја буквичка во тие завршни договори и го правиме она што може да се прави едноставно. Интересна тема исто што сакам да ја опфатиме, колку што ни дозволува времето, и туризмот. Во Македонија пред некаде 10 години, мислам, имаше една иницијатива во Охрид да се направи еден огромен ресорт со, не знам, кој што би обезбедувал смештај на 50-100 туристи, но сметам дека добро е што тој човек, тогаш инвеститор, заврши во затвор, па не ни се случи таква окупација на Охридското езеро, кое што можеби ќе станеше најголема бара наместо заштитено УНЕСКО езеро или богатство. Македонија сепак не е држава на која што можеби треба таков масовен туризам со огромен отпечаток кон природата да остават тие туристи, туку држава која што треба да го развива селскиот, руралниот туризам, органскиот туризам. Како ја гледате состојбата во поглед на туризмот, затоа што и тука имавте голем удел и допринос преку иницијативи, законски решенија, луѓе соработници ваши? Да, добро, ме вративте назад сега. Мислите на Љубаништа, на комплексот Љубаништа, каде што се планираше да се направи комплекс за илјадници гости во исто време. И моето прашање тогаш беше од каде вода за толку илјадници нови гости, инфраструктура, од каде ќе патишта, тоа што значи за планината, тоа значи ќе се пробива планината повторно, ќе се ора, национален парк, и каде ќе одат сите тие отпадни води, каде ќе оди сиот отпад, што ќе се направи, а тука е езерото, тоа е едно тесно крајбрежје, а зад крајбрежјето една фантастична планина за заштитено подрачје Галичица. Така што јасно бев против тоа. Каде треба да оди туризмот како развој во Македонија? И сум срекна што се спречи тоа беше прилично лут проект, според мене. Туризмот би требало да оди, како што спомнавте, треба да оди во некој еко насока. Да се користат убавините на Македонија, кои што ги има, да се користат планините, реките, шумите, полињата и прекрасната храна која што ја имаме, која што се уште ја имаме. И оние наши реки што заедно со некои балкански уште региони се единствените последните такви чисти реки во Европа се сметаат и затоа и требаше да беше толку значајна и борбата против некои мали хидроцентрали или против опасни зафати на реките, затоа што тоа значи уништување и на водите, меѓутоа уништување и на околината. Значи, туризмот треба да оди кон природата, треба да оди кон здрава храна, треба да оди кон спортски туризам, параглайдерството убаво во Крушево се практикува, кон прошетки по планини, по долини, по крајбрежјата, по крај езерата наши. Меѓутоа, сето тоа за се ова ни фали подобра организација. Како пратеник имам иницирано заедно со колеги поранешни, имаме иницирано со закон носење на закон за Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Македонија. Тоа беше прв сериозен закон за туризмот кој што даде рамка за развој на туризмот и рамка за поддршка на државата на туризмот. Затоа што до тогаш беше некако оставено без некоја организирана промоција и гости едноставно и да дојдат во Македонија претходно не чуле, можеа случајно да дојдат, немаше организирана промоција и поддршка за туризмот. Тоа беше значаен момент. Туризмот не можеш да го развиваш без јаки туристички субјекти кои треба да добијат сериозна поддршка од државата за да можат да работат добро и да обезбедуваат добри плати за вработените, за да не ни бегаат луѓе да работат во други држави, туку да можат
тука да си ја гледаат иднината и екзистенцијата да ја обезбедат. Така што потребна е многу посериозна финансиска и институционална поддршка со подобра координација на сите актери во туризмот и многу повеќе пари, средства за поддршка на туризмот. Не да се чека ковид криза за да се затнуваат некои дупчиња и да се гасат пожари, туку константно инвестирање. В 2050 година, според Европскиот зелен договор или Зелениот договор на Европската унија, треба да биде година каде што ќе се обезбеди карбон фри континент Европа да постане така или глобално да се допринесе на таа тема. Колку според вас мислите дека можеме да обезбедиме зелени општини, трансформација на општеството и како крај на овој разговор, кои се според вас топ 5 листа, некоја можности или фокус точки на кои што треба да бидеме посветени како држава или општини, кои што треба да бидеме предпазливи или нешто што ни демне како опасност на државата, каде што треба да се обезбеди, не знам, законска легислатива, функционирање на одреден закон или дејствување за да ни обезбеди имплементација активна на Зелениот договор? Треба да имаме прво здрави институции. Треба да ги оздравиме институциите со обезбедување нормално функционирање преку здрави кадри во нив, здрави раководни кадри исто така, не само партиски кадри, туку соодветни кадри на соодветно место. Од првиот човек на институција до секој вработен во институцијата. Премногу се партизирани, премногу се фрагментирани и премногу работат некоординирано меѓу себе институциите. Така што ние треба целото општество всушност ќе го заздравиме преку заздравување на институциите. Сега имаме ранети институции со еден или еден и пол човек некаде каде што врши работа на големи сектори. Наместо цел сектор да биде пополнет, каде што има луѓе кои што или идат на работа па не работат или не знаат да работат или не ни идат на работа. Нам ни треба и во поглед на Зелениот договор и за здрава животна средина ни треба здраво финансирање на сите релевантни институции и на сите проблеми поврзани со животната средина. Она што сега се издвојува за животната средина, тоа се трошки. Со нив не се решава ни загадување, не се решава отпад, не се решава И тешко може да се верува дека ќе се случи целосна трансформација можеби на државата. Не може, значи мора прво да ги зајакнеш институциите со нормални здрави кадри и здраво финансирање и добра координација меѓу институциите, што значи и на државно ниво, на владино ниво, влада која што ќе умее да координира и локална самоуправа, локалните самоуправи сите исто така треба секоја за себе добро да функционираат, меѓутоа да бидат искоординирани и со на национално ниво. Значи, едноставно структурата нам ни е ранета. Структурата на општеството, тоа се институциите. И свесноста за она што треба да отчуваме. Свесноста е веќе посебна категорија. Свесноста е покачена, знаете Стевче. Многу е покачена низ овие години, низ децении, веќе јас можам да зборувам. Се менуваат нештата, но можеби се менуваат бавно. И се повеќе луѓе имаат повисока еколошка свест. И да не се менуваат толку работите, толку брзо еколошките проблеми не се решаваат толку брзо колку што се развива еколошката свест кај граѓаните. Но за да се случи тоа ни треба некоја основа така што Но треба здраво работење, треба реорганизација на институциите, здраво работење и зајакнување на институциите, а инаку не би можела во бројки топ 5, има многу теми за кои што треба да се дискутира и многу теми, многу повеќе од 5 теми кои што се важни,
Меѓутоа, ништо тоа нема да биде можно без здрави институции. Јас сум среќен што нели се познаваме повеќе години. Ја споменавте борбата против загадувач огромен што го загадувал целиот наш град. Така тука бевте еден од првите кои што несебично даде една политичка поддршка. Среќен сум тогаш што во име на децата, на младите, доделивме едно признание за сите зелени борци, меѓу кои бевте и вие. И тоа ќе остане еден добар пример и сеќавање за нас, една приказна која што ќе биде пример како нештата треба да се случуваат можеби во Македонија. Еве неформално, каде милувате да го минете вашето слободно време, денес ако го имате или колку го имате, знаете, додите и во природа. И морам да ве прашам, каде наоѓате поискрени пријатели во политиката или во граѓанскиот сектор? Секаде има добри луѓе, така што добри луѓе и добри пријатели сум нашла секаде, знаете. Не би можела да двојам. Нема боја една или друга во карактерите на луѓето. Луѓе се луѓе. Секаде има, човек ги бара оние кои што му се слични и со кои што може нешто да споделува. Мене ми е многу мило да вратам на вашето излагање, Стефче. Многу ми е мило што вие останавте посветен екологист, заинтересиран екологист и хуман човек, еве ни сите овие години откако ве знам. И секогаш се трудите да работите на добри идеи, на благородни идеи и да поврзувате луѓе. Поврзувањето луѓе и идеи е една од најважните работи што и треба на секоја заедница, па и на Македонија. Среќен сум што ве имавме за гостин повторно, што остануваме во таа соработка со низа други луѓе. Некои ќе ги видиме во овие подкасти од нив, некои што се во политика, овој пат ќе малце ќе ги избегнеме, можеби после изборите ќе ги вклучиме во дискусија, сега со оглед на изборите, нели некои се активни сега што беа во граѓанскиот сектор, се активни во политика. Вие имавте друг процес од политика, дојдовте во граѓанскиот сектор сега, но продолжувате со едно темпо активно и убаво е сите овие одговори, сите овие ваши размислувања да ги имаме како инспирација и јас лично и сите гледачи и младите генерации. Ви благодарам најмногу што бевте денес гостин, што еве подискутиравме, има уште многу да се разговара, многу теми не ја фативме, но верувам дека во некоја наредна прилика повторно ќе се видиме. Да сме живи и здрави. Господин Лилјан, останете во добро здравје, ни за успеси нови да слушаме и верувам дека во следниот подкаст ќе доведеме уште побројни информации и така инспирација за младите луѓе. Благодарам што бевте со нас во подкастот XYZ во неговото ново издание. Ви најавуваме наредни гости, наредни нови интересни содржини поврзани со Зелениот договор на Европската Унија и агендата за Западен Балкан или она значајно за нас зелено движење, зелени информации, зелена трансформација која што е и текако потребна да ни се случи што побрзо. Заследете на нашите социјални медиуми на YouTube, на Facebook, на Instagram, на Twitter, на TikTok и не заборавајте да ги читате нашите содржини на impact_press.com и се разбира слушајте Impact Radio. Без вести, без црна хроника, без досадни содржини, само музика 24/7. Се одјавувам тука и се гледаме во нашето наредно издание.